Сега, кога збориме со точни бројки, релативизираме, а кога збориме со проценети бројки, тогаш апсолутни податоци. Така јас ве разбрав од прилик. Затоа е полесно е за граѓаните да не разберат зашто зборуваме, заради тоа што проекцијата на растот на бруто домашниот производ за оваа година нема да ви испадне на крај онака како што сте направиле на почетокот на оваа година. Вие не бевте министер, но зборам како влада. Исто така, проценката за растот на бруто домашниот производ врз кој што го креирате овој буџет нема да ви испадне на крај. Бар еднаш, два пати ќе повлечете надоле и на крај ќе испадне за 0,5, 0,6, 0,7% помало. Но 0,5, 0,6, 0,7% од бруто домашниот производ на Република Македонија, имплицирано на буџетот на Република Македонија, може да значи 0,2 милиарди. Зборам во евра. А од 0,2 милиарди процентите кои што ги вадите и ги аплицирате на тоа дали расте економијата, паѓа бројот и така натака, ме разбирате. Прави многу голема промена. Затоа секогаш министрите за финансии, не сте вие прв пример, така правеше и Тевдовски, така правеше и Миновски, така правеше и Ставревски. Многу полесно им е, многу повеќе сакаат да прават муабет врз база на релативизирање на бројките, врз база на проценки што ќе се случи. Не, јас ви велам што се случило. Ајде ред по ред. Што се случило? Дали државниот долг на Република Македонија 30 септември е поголем за 697 милиони евра отколку на 36.2017. Да, јавниот. Благодарам, јавниот, да. Дали е поголем за 700 милиони? Да. Што е додатната вредност од тие 700 милиони? Што направи државата за тие 700 милиони евра? Ништо. Кај се капиталните расходи? Пак ли да ви ги читам министерства колку ви ги реализираат? Па нели е срамота Министерство за животна средина да има реализација на капитални расходи од 30%? Нели е срамота? Господин Велковски, нели е срамота? Да не зборам Министерство за... Да, и се извинувам. Вас ве видов како пратеник од Скопје, затоа на вас ми текна. Господине министерке, јас поднесов 18 амандмани на овој буџет, од кои се 16 за капитални проекти во мојата општина Велес, од кои што доаѓа. Сега, сите 16 капитални проекти ги препишав. Ги препишав од програмата на СДСМ. Заради тоа што од 16 што ги ветиле, ниту еден не е реализиран. Пречистителна станица, фабрика за отпад, мост, дваму, пат, таму и 16 крупни капитални. Ниту еден не е реализиран. Каде е инвестицијата во градови? За бројката на невработени. Јас ви кажав колку е бројката на невработени во мојата општина. Покрај тоа што во институциите во Велес и тоа како колегите од СДСМ Ринат вработуваат по тата и стричеви има таму во СДСМ во Велес една убава кадрова комисија на општинската организација. Ринат вработуваат во општина, во комунално предпријатие, во царини, во чуда, во врагови. Значи, сигурно оваа година од Велес има 300-400 членови на СДСМ и нивни роднини вработена во јавна администрација. Ама бројот на невработени во Велес е пораснат. Минус фабриката која што е затворена последниве 2 недели, една недела. Минус тоа. А за бројот на иселени да не збориме. И кога збориме за образование, господјо министерке, само 10% од владината програма во делот на образование ви е реализирана за нецели 3 години. Само 10%. Ниту едно ваше ветување не е исполнето. Од планирани 27 милиони евра капитални инвестиции за оваа година во Министерство за образование, реализирани се само 10 милиони. Изборното ветување на СДСМ беше дека нема да има наставник со плата пониска од просечната плата во Република Македонија. Тоа е неточно и нема ни со овие покачувања кои што сега предизборно ги правите да се реализира и да се достигне. Да не зборуваме за тоа колку се крупни проекти компјутеризација на школите и така натака ги запревте и ги заклучивте и не ги одржувате. Не ги одржувате, камоли да направите нови. На крај на краиштата, јас не сум експерт за образование и вие не сте експерт за образование, но погледнете дека нашиот најдобар универзитет Свети Кирил и Методи за овие 2,5 години падна за околу 1000 скалила на Шангајската листа. Тоа е квалитетот на образованието кој што го нудите.
Расфрлање на пари предизборно, во убава флоскула дека инвестирате во човечки капитал, ќе направи катастрофални последици за Република Македонија. Ви кажав економијата како се движи, реалната економија, не ние што ја трошиме економијата, туку тие што ја создават. Затоа ми е жал, еве еуфоријата на колешките од СДСМ од средните редови е голема, можеби мислат дека на овој начин ќе останат пратенички, но јас и вие ќе можеме да разговараме и по година, и по 2, и по 3 се надевам, ќе разговараме што штети ќе предизвика овој буџет. Нема повеќе да ја проширувам, ќе почитувам договор.